Сонот кој виничкиот копаничар Благој Анакиевски го сонил почетокот на 2001 година, му ја одреди судбината. Следејќи го него, тој од невработен стана врвен копаничар кој во своите дела успеал да ги истакне мотивите на македонската резба, флора и фауна во стилизирана форма. Сонував дека нешто работам со дрво и наредниот ден на телевизија имаше документарна емисија за Свети Јован Бигорски, за резбите. Почнав всушност да размислувам дали можам и јас да почнам да работам тоа што го видов на телевизија, нели, поврзано со сонот. И тогаш во тоа време ми се види дека македонското сонце од Кутлеш има некако најправилни форми за почеток. И така започнав со него, го направив. Иако се мисли дека копаничарството е нешто во кое уживаат странците, најверни муштерии на Анакиевски, сепак му се скромните македонци, кои вредноста на резбата ја знаат многу добро. Вистинските странци многу малку се заинтересирани за резба. Тие се тука некако на поминување, сакаат некои сувенирчиња, што е далеко од резба, значи да имаат нешто за спомен, многу малку ги интересира. Како потенцијални купувачи се многу ретки. Значи, од моје искуство, јас резбите што сум ги работел за луѓе од кои најмалку сум се надевал дека ќе нарачаат резба. Но нелојална конкуренција има и овде. Иако копаничарството е нешто кое има непроценлива вредност, токму поради рачната работа на пазарот се почесто се појавуваат машински резби. Квалитетот и вредностите не се исти, но силата не признава ни труд, ни уметност. Настанува и главен проблем сега во последно време се јавува машинската резба, на која ние немаме ништо против, меѓутоа, ако речеме дека ние копаничарите, главна екзистенција ни се црковните храмови, каде што највеќе можеме да дојдеме до израз, каде што највеќе може да ја покажеме нашиот талент и уметност, неферски сме одстранети. Убавината на македонската резба е она од која застанува здивот кога ќе се влезе во старите цркви и манастири. Сепак, нив се почесто ги заменуваат резби направени со машина наместо со чекан и длето. Но таму каде што има љубов, има и трпение. Па Анакиевски е убеден дека времето на копаничарите не е поминато. Вистинските вредности никогаш не излегуваат од мода, што значи дека копаничарите никогаш нема да се откажат од својот занает и уметност.